Ирска е првата европска земја која објави дека се враќа во целосна блокада со цел да се запре ширењето на коронавирусот, а целата нација повторно ќе биде затворена во период од 6 недели. Премиерот на Ирска Мајкл Мартин го објави ова во понеделникот вечерта, а блокадата ќе стапи на сила во среда на полноќ. Мерките кои ќе стапат на сила од среда на полноќ се едни од најстрогите во Европа и вклучуваат затворање на малопредажните објекти, освен за основните потреби, ограничувањето на патувањето на граѓаните на 5 километри од нивниот дом, а рестораните и баровите ќе можат само да доставуваат, училиштата ќе останат отворени, а градежните работи ќе продолжат. Хотелите можат да останат отворени, но само за неопходни активности, пренесува Хрватскиот индекс. Иако скоро целиот документиран пренос на коронавирусот се случил во затворен простор, експертите велат дека е оправдано да се носи маска на отворено, иако постои мал ризик од заразување. Носењето маски на отворено првенствено се однесува на настани каде луѓето се премногу блиску еден до друг и не може да држат растојание, каде долго се зборува за пример на политички митинзи или забави на отворено. Од почетокот на пандемијата студиите главно потврдуваат зарази во затворени простории, како што се ресторани, куќи, фабрики, канцеларии, конференции и јавен превоз. Едно од 7000 студии објавени во април ја потврди заразувањето на отворено, а станува збор за двајца кинези од рурални области. Во студија спроведена на 25.000 случаи која што се уште не е разгледана, приближно 6% од случаите се поврзани со заразување на отворено, како што се спортски настани или концерти. Председателот на САД Доналд Трамп истакна дека Федералното биро за истраги треба да испита обвинувања за поврзаност на Џо Бајден, председателскиот кандидат на демократите со украинската енергетска компанија Буризма, пренесува агенција Надолија. Трамп веднаш посетувањето во Аризона, каде што пристигна за предизборната кампања, даде изјава за медиумите, потсетувајќи на веста во Нью Йорк Пост за епоштата на Хантер Бајден, синот на Џо Бајден. Трамп нагласи, FBI треба да поднесе истрага за Бајден на таа тема. Не знам дали сега има истрага, но треба да се истражи. Може да го побарате директорот на FBI Крис Реј и да го прашате. Не требаше да се дозволи Бајден да биде кандидат, истакнувајќи дека по веста во Нью Йорк Пост медиумите не пишувале за случајот. Трамп рече, медиумите не известуваа, но ова прашање, ова не е фер. Во веста објавена од Нью Йорк Пост на 14 октомври се тврди дека додека Бајден бил потпредседател, неговиот син Хантер Бајден имал врски со украинската енергетска компанија, извршил притисок врз Украина да го разреши јавниот обвинител што ја истражувал оваа компанија.